Добар ден и од мене, започува на новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Продолженото доење, односно доењето после првиот роден ден, секогаш предизвикува различни реакции. Некои се шокирани, дури и згрозени од фактот дека мајката го дои детето кое што веќе оди. Дали доењето е неопходно само за новороденчињата? За продолженото доење денеска зборуваме со примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист педијатар од Ремедика. Добар ден. Добар ден и добре ни дојдовте повторно во студиото, а со нас е една мајка со долг доенички стаж, станува збор за Весна Ѓурковска-Каески. Добар ден, мајка. Инаку администратор на групата Здрава храна, здрави деца. Добар ден и добре ни дојде повторно. Ти благодарам што повторно сум тука, искрено многу ми е пријатно во твојата емисија. Дали често пати, доктор Марина, кај вас доаѓаат мајки кои што дојат продолжено? Какво е вашето искуство? Има ли во Македонија мајки кои што се решаваат на ваков чекор? Па морам да кажам дека на задоволство на педијатрите има. Така. Значи, популарноста на доењето и покрај тоа што има еден современ урбан начин на живење на современата жена и мајка, доењето представува еден од важните аспекти кој што е животна инвестиција в здравјето на децата. Еве Весна е, например, еден од тие примери кој што има долг стаж во доењето. Доењето за нас, педијатрите, говориме од неколку аспекта, значи за предностите на доењето не би говорела, бидејќи тоа многу пати сме го досега потенцирале, колку е тоа важно и за здравјето на мајката и за здравјето на детето. Меѓутоа, ние велиме би било идеално детето да се дои до 6 месеца, односно оптимално до 12 месеца, меѓутоа, доколку мајката и детето сакаат да продолжат со доењето, а и Светската здравствена организација тој став го поддржува, може да се дојат и до 2 години. Така. Значи, Светската здравствена организација, да, ја има таа препорака, вели дека се препорачува до втората година од животот на детето и подолго, ако мајката и детето тоа го сакаат. Но сепак некои истражувања покажуваат дека многу мал број на мајки дојат после втората година, дури и во светски рамки. Сега зборувам мал и бројот на мајки што ги дојат бебињата и после неколку месеци. Еве за почеток, како да се воспостави лактацијата за мајката да може да дои успешно? Да. Значи, многу пати повеќе сме потенцирале дека доењето е процес. Така. Значи, тој процес воопшто не е едноставен. Тоа е ново искуство и нова вештина и за мајката и за детето. Токму заради тоа треба време додека хормоните да се стабилизираат, да се направи стимулација нивна. И оно што ние говориме за да имате успешно воспоставување на доењето, многу е битно мајката често да го дои, многу е битно да се одмара, да внесува поголема количина на течност и како би дала шанса на таа нова функција која што треба сега градите да имаат, нели, во исхраната и во доењето на детето, од кое што зависи секој новородено дете, да се тоа воспостави. И воопшто не е едноставно. Так. Значи, многу пати сме говореле дека породилиштето и почетокот се едни од клучните, да кажам, моменти каде што таа поддршка и иницијација на доењето треба да се случи, иако најтежок е првиот, да кажеме, првиот месец. Бидејќи сите дилеми, сите проблеми, целата таа психофизичка подготвеност или неподготвеност на мајката, па од една страна, од друга страна и детето, кое што не може да биде комплетно зрело и спремно за доење, нели, иако ние припаѓаме на родот на цицачи, сепак сето тоа не е така едноставно. И бидејќи станува збор за навистина една комплексна и мултифакторијална, да кажам, ситуација, која што е обременета со еден куп емотивни и психолошки моменти, тука да не заборавиме одговорноста на мајката да си го нахрани своето дете, сето тоа и така е многу сложено и комплексно, навистина на тие мајки и на парови мајка-дете, кој што многу пати сум кажала дека е индивидуален и уникатен пар и имаат свое искуство, свој потреби, нели? Мора да им се пружи навистина и стручна помош, меѓутоа и помош од семејството, помош од партнерот, за да можеме сето тоа соодветно да го на некој начин иницираме и поддржиме. Така да веќе вториот месец е полесно. Најчесто се прекинувало со доењето во текот на првите 4 до 6 недели. Тоа и бројни студии го покажуваат од истите овие причини, нели, кои што може да се случат. Така да тој процес треба да се стимулира. Значи, честото доење, одмори, примање на поголема количина на течности на мајката, бидејќи уморна мајка нема млеко, тоа неколку пати сме го потенцирале. Сето тоа ќе допринесе да се стимулираат хормоните за лактација, како што е окситоцинот, пролактинот и така натаму, и да можеме тоа сето на еден поедноставен начин и пофизиолошки начин да го поставиме. Дали е здраво доењето после првата година?
Сега кога ќе дојдеме до првата година, значи имате дете кое што веќе застанува, почнуваат голем број од децата и да одат, веќе имате едно убаво мени со друга храна, а доењето им е нешто и цицањето воопшто им е нешто со кое што се они успокојуваат. И многу мајки тоа истото го потенцираат, дека тоа им е едно дружење, едно гушкање, еден пријатен момент на успивање, едно задоволство кое што не е само за бебето, него и за мајката. Така да сето тоа мора да го земеме малку во еден поширок контекст. Не како храна, него многу повеќе како субституција за внимание, нежност и имунитет, да не заборавиме. Значи имунолошко јакнење и после првата година. Апсолутно. Што значи дека сепак има квалитетни состојки млекото, не како што знаат да кажат вода, веќе нема зошто да го доите. Млекото никогаш не е вода. Никогаш не е вода. Значи, откриени се некаде околу 32 имунолошки компоненти во мајчиното млеко, кое што делуваат, практично детето ги добива готово на пасивен начин и практично се имунизира на тој начин и отпорноста се зголемува. Правени се студии во кои што е покажано дека 4 до 5 пати помалку се разболуваат децата, говорам за децата кои што се доени, за респираторни инфекции, значи во однос на респираторни инфекции, воспаление на ушињата, гастроинтестиналните проблеми и проливите се многу поретки кај овие деца кои што се доени. Значи мајката кога го дои бебето, па и после првата година, инвестира во имунолошкиот, да кажам, статус на детето, иако најбитни се првите 6 месеци, односно првите 12 месеци. Меѓутоа не е занемарливо и доколку го дои после првата година, бидејќи зборуваме за неколку подои. Значи не говориме за десетина подои, него говориме ќе објасниме што значи продолжено на доење, колку подои се во прашање, тука со нас е и Весна. Колку месеци вие го доевте вашето синче? Во жаргонот помеѓу мајките тоа би значило 25 месеци, односно 2 години и 1 месец. Значи во јуни оваа година заврши една прекрасна етапа од нашето заедничко дружење на тој однос мајка бебе, односно мајка дете тодлер, доењето и понекогаш не можам се уште да верувам дека тој убав сегмент од животот, сега за сега со прво дете нормално, завршил. Така. Имавте ли некакви сугестии да го прекинете доењето, дека е големо момче, веќе има заби, може да јаде, дека тоа не е потребно? Да, секогаш. Мислам дека главните притисоци доаѓаат секогаш од страна на околината. И тука мајките многу често подклекнуваат и се откажуваат. Сега, тоа многу зависи од темпераментот и карактерот на мајката. Јас како една жива и енергична мајка, која што понекогаш е своеглава и не слуша туѓи искуства, решив да верувам на факти, односно на медицината. Значи, ако некој нешто најдобро може да докаже со факти, да го подкрепи тоа, тогаш тоа е медицината која што во 21. век знаеме веќе на кој стадиум е доведена. Така да имаше нормално сугестии дека ќе му биде многу тешко, после тоа се потешко и потешко, дека јаде доволно цврста храна, дека сите можни сите можни потреби на самото дете се задоволени преку храната, меѓутоа јас не одлучив дека така треба да одеднаш да прекинам со еден процес, како што кажа докторката. Значи врската која што јас и Максим ја започнавме, не сакав да биде прекината туку така. Значи тој беше донесен на свет, тоа беше процес на запознавање, по пат на доење, така да одлучив дека тоа треба се да биде спонтано и во моментот кога Максим ќе реши да престане да цица. И така и беше. Значи од моја страна имаше иницијатива, меѓутоа тоа беше многу спонтано доведено за да не предизвикам никаква психолошка травма за самото дете. Така, можеме да ги погледнеме фотографиите од Весна и незиното синче Максим, нивната блискост. Значи споминавте дека постепено сте го одвикнувале, тоа не се случило преку ноќ. Колку време траеше процесот на одвикнување од доење? Јас сега ќе зборувам за моје лично искуство, бидејќи јас после 9-тиот месец веќе започнав со работен однос. Искрено има многу голема разлика помеѓу мајките кои што дојат и седат дома, односно немаат работна активност како класична работа од 7-8 сати. Јас започнав со 7 часа работа во 9-тиот месец. Еден час согласно законот користев пауза за доење, односно порано излегував од работа. Како и да е, значи тоа траеше до првата година од неговиот живот. После тоа продолжив нормално со намалување на подои.
Мој топол совет до сите мајки, особено за оние кои што работат, бидејќи мајките кои што не работат, мислам, не сум сигурна, ќе имаат малку поголем терет заради тоа што физички е присутна мајката. Детето веќе ја перцепира како мајка која што треба да му пружи храна и топлина. Самото гушкање е многу почесто. Кај мене главно беше одвикнување од денските подои. Првин започнав со одвикнување на денските. Зошто? Заради тоа што откако ќе се вратев од работа, по дефолт бараше да цица. Значи првин започнав со тој подој, со тоа што наоѓав некаква дневна занимација, играчки, пеење, било каква активност која што на еден начин ќе го одвлече вниманието. Меѓутоа, доколку инсистираше, не го ускратував тоа. Значи не нудев, ама не одбивав. Тоа ми беше главно како репер, за да можем да дадем време на самите дојки да се прилагодат на еден нов процес на намалување на подој. Откако го тргнав дневниот подој, односно оној кој што беше после работа, после тоа започнав постепено да ги намалувам ноќните подои, бидејќи секоја една дојлка која што дои после првата година ќе каже дека буквално бебето ноќе многу цица. Заради тоа што дневната потреба ја надополнува навечер и таа блискост е огромна. И тоа е многу стресно за мајките пред кои што работат бидејќи не спијат. Доктор Марина, значи споменавме важно е убаво искуство, убаво сето го образложи навистина, така е. Едно убаво искуство и физиолошко искуство. Значи морам да кажам, ова искуство кое што Весна го сподели практично со нас, токму говори за еден физиолошки начин на одвикнување. Спротивен на почетокот, така? Имено, меѓутоа, и тука имате процес. И одвикнувањето од доење е процес. Значи не се случува за кратко време. Има ситуации, нели, и парови, стално века мајка и деца, каде што детето просто ќе стане утре дента и мајката вика престана да цица и престана да бара да цица. Или имате ситуација каде што мајката не е во ситуација, патува или е болна, има некаква, некоја ситуација која што не дозволува да биде заедно со своето дете и да продолжи доењето. Сето тоа се поинакви сценарија. Меѓутоа, ова што го говори Весна, тоа е апсолутно физиолошкиот начин. Значи, како што рековме на почетокот, честите доења, сето тоа стимулираат хормони за лактација, сега имате обратен процес. Треба полека таа хормонална функција и тој баланс да го намалувате. Да се даде време. Имено. И се препорачува. Значи, ова е вака совет за мајките, медицински, дека треба да се намалува еден подој на 2 недели. Така. Значи да се да се прекинува еден подој на 2 недели за да може градите, хормоните, целиот тој статус на мајката, нели хормонален, да полека се балансира за да може нагло да не дојде до нагло намалување на млечноста кое што би направило проблеми со мајката и со детето или детето да престане да цица, а градите сепак да произведуваат поголема количина на млеко. Ова е физиолошки начин. Така. Тука е и традиционалниот пристап на прекинување што е кај нас ми се чини некако вкоренет. Па се даваат совети на мајката се наоѓале, Марија, се наоѓале. Да ги намачка, радавиците со сенф и слично, но тоа веќе создава проблем, ако не е физиолошки, така? Да. Значи, мачкањето на сенф, мачкањето на препарати за негрицкање на ногти, кои што малце горчат, се непријатни. И воопшто сето она што малце не е вкусно, нели? Непријатно, и ако имаме ситуација кај што ќе дојде мајката и ќе каже, многу му се допадна сенфот. Ништо не се случи. Така да, ова пак го говорам како лично искуство. Сето тоа треба да се стави во одреден контекст. Значи треба да си го познавате сопственото дете, треба да видите каква е ситуацијата, каков е контактот, која е причината за прекинување на доење, нели? И сето тоа да го прилагодите да биде многу френдли, многу пријателски, многу соодветно на потребите и на мајката и на детето. Па тука може веќе да се спомени и фактот дека веќе после првата година главно нашите деца точно разбираат на кој начин комуницираме. Значи може низ разговор, моето доење, односно процесот на прекинување, односно намалување на лактацијата ми помина главно низ разговор. И мора тука да го кажам своето лично искуство. Јас именно од страв да не предизвикам проблеми со градите, значи маститис и не дај Боже во крајна фаза да дојде до сечење на самата, има секакви искуства на таа компликации, сигурно. Јас многу предпазливо пристапив на моментот одвикнување, зашто навистина не сакав да биде нагло. Едно е моментот психолошки, како тоа детето ќе го перцепира, а друго е здравјето на самата мајка. Значи не целта, има случаи, значи јас имам и блиски пријателки кои што едноставно се разбудиле
во момент на агонија, бидејќи некогаш доењето кога ја губи функцијата на блискост, на убава хармонична слика, кога веќе станува напорно за мајката, значи бидејќи мора да има здрава мајка која што ќе функционира, ќе работи, ќе извршува дневни активности, треба да прекине. Не сум за нагло прекинување, меѓутоа има и такви искуства, кога едноставно се прекинува. Од тој страв, за да не предизвикам, бидејќи на почетокот имав хиперлактација, мора да го признам тоа, од тој страв јас одбрав буквално како по книга. Физиолошки. И ми успеа, да. Природен, сосема во ред. Доктор Марина, се советува ли измолзување во тој период? Колку треба да се измолзуваат мајките? Значи, тоа треба да биде многу предпазлива. Постојат, морам да кажам, и хормони, кои што може мајката да ги пие, кои што... Но се жалат. Да, не се така едноставни. Она знаете што е најголемиот проблем со тие хормони? Тие хормони ги сублимираат, практично ги блокираат овие хормони кои што создаваат млеко, нели? За пролактинот и за окситоцинот говориме. Меѓутоа прават малце хипотензија, не се чувствуваат мајките добри и така натаму. Да, вртоглавици, тоа сето не е баш така едноставно. Значи во тој контекст гледаме да го избегнеме тој момент од здравствените. Така. Значи од здравствена причина кај мајките за да бидат они во подобра кондиција, како што Весна веќе кажа. Значи тоа да го направиме малце пофизиолошки, многу поприродно е, секако во тој контекст. Така да сето тоа треба да се земе индивидуално, секој искуство е различно. Секој пар, мајка и дете, пак ќе кажаме различно. Поради тој не може да се зборува за горна граница на прекин на доењето. Нема нешто такво универзално. Така е, нема. А навистина нема. Значи имаме ситуации во ординација што гледаме парови мајка дете каде што детето и не е толку заинтересирано за доењето и за цицањето колку што мајката сака се уште го дои. Так. Нели? Денеска модерното родителство е врзано со потреба за доење. Порано беше нешто сосема друго. Вештачко млеко мајката да има слободата, но модерното родителство веќе е нешто сосема друго. Мајките има денеска желба да дојат. Толку така. И тоа морам да го пофалам. Ке младите мајки, навистина. Така. Навистина мислам дека тоа е голема придобивка. Затоа што му даваат на детето се она што навистина природно му е потребно. И инвестираат во неговото здравје. Така, пред самиот крај само да напоменам дека мајчиното млеко задоволува 29% од дневните потреби за енергија, 43% од дневните потреби за протеини, 36% од потребите за калциум, 75% од дневните потреби за витамин А, исто така ги задоволува потребите за фолна киселина, витамин B12, витамин С, мислам дека сето ова доволно говори зошто мајките треба да дојат, се додека се чувствуваат пријатно и тие и детето. Оно што мајчиното млеко само помалку го има, тоа е железото и тоа е витаминот Д. Така. Значи тоа се две компоненти кои што ние ги додаваме, односно ги следиме кога говориме за железо. Така, веќе зборувавме за таа анемија, можеме да зборуваме за витаминот Д уште една емисија да отвориме на таа тема. Апсолутно, да. Так, ви благодарам што бевте дел од 0N+, што споделивте медицински совети, а вие вашето лично искуство како мајка. Фала ви. Да, ви благодариме. Поздрав до гледачите. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, се гледаме повторно утро од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.